Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Направено е уредување на теренот, поставена е вага за мерење на отпадот и пумпа за собирање на отпадните води. И покрај владината одлука за забрана, дел од општините не се откажуваат од постапката за формирање јавни предпријатија. Унијата на жени на ВМРО ДПМН одржа трибина по повод месецот на борба против ракот на дојка. Увид во напредокот на активностите на депонијата Русино денес извршија функционери од локалната и од централната власт заедно со представници на швајцарската амбасада. Направено е уредување на теренот, поставена е вага за мерење на отпадот, пумпа за собирање на отпадни води и други брзи мерки, што се дел од првата фаза за стандардизирање на депонијата Русино. За почеток на втора фаза, градење на инфраструктура и воспоставување на системот за управување со отпад, се очекува заем од Европската банка за обнова и развој. Увид во активностите на терен денес направија функционери од локалната и централната власт. Ова е првата фаза, ние имаме сега втората фаза е да продолжиме инвестицијата за собирање на отпад на целата држава, заради тоа ние имаме предлог закон за заем од ЕБОР. Сега за жал уште после 5 месеци е во собрание, не помина во комисија. Кога тоа ќе помине, ние ќе можеме да инвестираме на базична инфраструктура, заради сите сме свесни, општините за жал немаат финансиски моќ сам да инвестират, заради тоа ние ќе земеме средства од заем да помогнеме. Денеска можев да видам дека со швајцарската инвестиција за неколку месеци всушност направивме огромна разлика по она што го видов за време на претходните посети. Физичката работа, работата на машините, работата на тимот овде навистина направи голема разлика за животната средина, за јавното здравје и секако за луѓето од општините од Полошкиот регион. Сега, како што рече министерот, оваа прва фаза од проектот ќе заврши на крајот на декември, а се надеваме дека втората фаза може да започне доколку законот за заемот од ЕБОР помине во собранието. Со тој закон треба да имаме и грант од швајцарската влада. Има ред од приемот на отпадот, мерење, одлагање, одржување и покривање. Тоа е целиот процес кој се води тука. За да се одржи ова, нормално треба сите ние да бидеме многу сериозни во нашата работа, да бидеме тие кои ќе се грижиме да се наплатат сите задолжувања кон депонија Русино, да побараме нови финансиски средства. Ова е добар пример како соработката на локално, централно ниво и со меѓународна поддршка може да имаме успешен проект. Сигурно дека и понатаму треба ова соработка да биде многу блиска за да трајно се реши проблемот со менаџирање со отпадот. Сигурно дека тоа не значи дека понатаму ќе се оди со истиот начин на третирање во депонијата, туку ќе се разгледат начините на менаџирање со нула отпад, кои исто така се во нашите проекции и како градоначалник и како и Полошки регион. Се надевам и после новата година сите политички партии да го поддржиме долгот што треба да се земе од Европската банка за развој и да видиме една европска депонија така како што треба да функционира во Русино. На депонијата Русино дневно се носи околу 200 тони ѓубре од 9 полошки општини, а во летната сезона и до 400 тони дневно. Дел од општините против владината одлука за забрана за формирање на јавни предпријатија или друштва за производство, трговија и менаџирање со јавното осветлување.
И покрај владината одлука за забрана, дел од општините не се откажуваат од постапката за формирање јавни предпријатија или друштва за производство, трговија и менаџирање со јавното осветлување. Основањето и нивното функционирање е овозможено согласно постоечките закони, а со тоа локалните самоуправи ќе заштедат со рестрикции и пониски цени за електрична енергија, велат градоначалниците. Првиот човек на Тетово, Билјалка Сами, информираше дека денеска поднеле барање до Централниот регистер за основање на трговско друштво Електротетово ДОЕЛ и вели дека ќе ги искористат сите законски можности за истото да профункционира. Со законот за локална самоуправа, општините имат право да формират јавни предпријатија. Исто така, пред месец-два, исто регулаторната комисија, која е законски надлежна во делот на енергетиката, има донесено регулатива и го информира ЗЕЛС дека општините можат да формират јавни предпријатија, друштва со ограничена одговорност и акционерски друштва за производство, трговија и менаџирање со јавното осветлување. Значи, владата не може да донесе една одлука која ќе биде противзаконска. Ние као општина Тетово денеска пуштивме Децентрален регистар за да се регистрира предпријатие. Ако ни одбива, ќе ги следиме сите законски процедури да одиме до крај. Општина Аеродром пак веќе формираше јавно предпријатие кое го менаџира уличното осветлување. Според градоначалникот Тимчо Муцунски, само во првиот месец од неговото функционирање имале заштеда од повеќе од 2 милиони денари. Тој вели дека правниот основ за основање на такви предпријатија се наоѓа во 3 закони: Законот за локална самоуправа, Законот за јавни предпријатија и Законот за енергетика. Врз основа на тие 3 закони ние имаме основано такво јавно предпријатие, кој потоа е регистрирано од страна на Централниот регистар и потоа има склучено договор со Евана и врз основа на тој договор во моментот се врши наплата за потрошена електрична енергија. На мене ми е апсолутно нејасно како со владина одлука може да се дерогираат 3 закони. Тоа влегува веќе во сферата и на против уставното постапување, а истовремено како владата ќе се однесува на веќе регистрираните јавни предпријатија кои што извршуваат своја дејност и имаат склучени договори со Евана. Инаку според премиерот Димитар Ковачевски, одлуката е донесена со цел да се спречат злоупотреби и манипулации при обезбедување на универзална услуга на пазарот на електрична енергија. Премиерот Димитар Ковачевски присуствуваше на настан по повод новата инвестиција на АД МЕПСО со која започнува процесот на дигитализација на преносната мрежа. Станува збор за најсовременото решение за телекомуникацијска опрема и далечински мониторинг на трансформаторските станици во МЕПСО. Проектот е во вредност од скоро 5 милиони евра и е клучен за стабилен и доверлив пренос на информации и податоци во електроенергетскиот систем на државата. Преку концептот на стратешки инвестиции разговараме и се преговара за над 1000 мегавати во проекти за изработка на фотонапонски и ветерни централи, и тоа се реномирани европски компании. Го поддржуваме Европскиот зелен договор за одржлива економија кој подразбира претворање на климатските и еколошките предизвици во можности и придобивки за државата и за граѓаните. На локацијата на понатрешните наоѓалишта на јаглен во рек Осломеј веќе работи фотонапонска електрана од 10 мегавати во собственост на ЕСАМА, која исто така беше поддржана од Европската банка за обнова и развој. Тоа е првата енергетска транзиција на електрана на јаглен во чиста енергија во регионот. Во моментот пред започнување на градба се и фотонапонските централи по пат на јавно-приватно партнерство со ЕСАМА во Осломеј со инсталиран капацитет од 100 мегавати. Во текот на 2023 година очекувам да започне со градба и уште една 10 мегаватна соларна централа во Осломеј од страна исто така на ЕСАМА. Токму сончевата енергија и сончевите електрани ќе бидат двигатели на енергетската транзиција во Северна Македонија. Во ЕСАМА се финализираат и други проекти за израдба на фотонапонски централи во рек Битола со капацитет помеѓу 200 и 300 мегавати. Во текот на следниот месец во Собранието треба да се достават неколку закони за стратешки инвестиции, тие што беа прогласени во текот на претходната година. И тоа за ветерниот парк Вирови од страна на германската компанија ВПД, најголемата фотонапонска централа во овој дел од Европа Стипион со капацитет од околу 400 мегавати од реномираната француска компанија Акио. Неодамна почна со работа новата 17 мегаватна соларна централа, инвестиција која оваа влада ја обезбеди од страна на компанијата од Словенија Гени. Станува збор за најголема фотоволтаична електрана во земјата лоцирана во Свети Николе.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи денес оствари средба со подпредседателот на владата и министер за надворешни работи на Република Казахстан Мухтар Тлеуберди. Во фокус на разговорите беа билатералните односи, особено мултилатералната соработка на двете држави, со посебен акцент во Организацијата за безбедност и соработка на Европа, со која Северна Македонија ќе претседава по 2 месеци. Сакам да потенцирам дека денеска имавме навистина продуктивна средба на која што дискутиравме различни аспекти и отворивме важни прашања за нашите билатерални односи. Фокус ставивме на економската и бизнис соработка, нотирајќи го со задоволство напредокот постигнат во споменатата област, а кој во оваа прилика би сакал да го илустрирам низ неколку примери. Прво, успешната организација на бизнис форумот помеѓу Казахстан и Република Северна Македонија во Алмати во септември оваа година, од каде се создадоа директни контакти и потенцијали за бизнис соработка меѓу двете економии. Следејќи го овој успех, дозволете да најавам дека во пролет идната година планираме одржување на втор бизнис форум овде во Скопје во заедничка организација со Казахстан. Казахстан ги изрази своите гледишта за најважните прашања на меѓународната сцена и се залагаме за создавање услови за поволен развој на нашите билатерални односи. Со почитуваниот колега разговаравме за можностите и перспективите за развој на односите меѓу Северна Македонија и Казахстан во политичкиот, културниот и друг контекст. Одржана трибина во Тетово по повод месецот на борба против ракот на дојка. Синоќа во салата на општина Тетово во организација на Унијата на жени на ВМРО ДПМН се одржа трибина по повод месецот на борба против ракот на дојка. Целта на трибината е да придонесе за подигање на свеста за превенција и рано откривање на оваа болест. Секој месец октомври во целата наша држава Унијата на жени организира разноразни настани. Дали се тоа трибини, маршеви, делење на флаери, се со една цел за подигање на свеста за рана детекција на карциномот на дојка. Знаеме дека оваа болест, за жал, е се почеста и кај помладата популација. Секоја 8 жена се разболува од карцином на дојка. Затоа вечерва ние сме обоени розово да дадеме поддршка на сите оние што се справуваат со оваа болест. На трибината своје излагање има специјалист доктор Иван Карапетров, торакален хирург, специјалист доктор Стефанка Здравковска, радиолог и специјалист доктор Весна Колевска, онколог, сите вработени во Тетовската клиничка болница. Доктор Карапетров вели дека се зголемува бројот на случаи со карцином на дојка, но тоа се должи на раното откривање. Во Тетово, како и во целата држава, тенденцијата е во сите европски земји и во сите развиени држави во светот, порастот на кривата е поради на ново диагностизирани случаи на карцином на дојка е поради раната диагностика и скринингот кој што се воведе кај жените во ризичната група од 50 до 69 годишна возраст, но исто така би напоменал дека и кривата на смртноста како резултат од карцином на дојка, бидејќи карцином на дојка е најголемата причина за смртност од малигни заболувања кај жената, е во благ пат. Тоа е поради навременото лекување и поради стилот на живот на пациентите. Токму раната детекција на рак на дојка е предуслов за целосно излекување на оваа болест. Многу е важна, бидејќи на време откриените случаи можат да се лекуваат по посебно профитените протоколи и можат да бидат излекувани. Само преглед кај хормонски активните жени треба се прави на 10-тиот ден по завршување на менструацијата. Потребно е барем еднаш во месецот да се направи само преглед. Има два начини кои што најлесно може да го направат тоа пациентките, жените. Кога треба се појават на лекар, секогаш кога ќе напипаат некоја промена, некоја грудка, иседо кога ќе видат
од брадавицата, кога ќе приметат дека кожата добива структура на кора од портокал или кога ќе се појави некаква рана која што не зараснува на брадавицата или пак на кожата на дојката. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Ноќеска 15 на минути после полноќ во СВР Тетово пријавено е дека на улица Јане Сандански во Тетово бил нарушен јавниот ред и мир со меѓусебна физичка пресметка во која учествувале 3 лица од Тетово од една страна и неколку лица од друга страна, од кои едното го познавале. Се расчистува и документира случајот и против инволвираните ќе следуваат соодветни поднесоци. 57-годишна тетовка ноќеска во 1 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавила дека во нивниот заеднички дом во Тетово физички била нападната од нејзиниот 56 годишен брат. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 24 годишник од гостиварско калиште пак вчера во 14 часот и 10 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 13 часот во објект на Тетовско средно училиште, каде што требало да изврши планирани професионални задачи. Едно лице го фатило за рака, му го одзело мобилниот телефон и се обидело физички да го нападне, додека друго лице од обезбедувањето со физичка сила го отстранило од објектот. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Синдикатот на култура на Македонија со реакција во однос на новиот закон за култура, каде што бара од Министерството повлекување на законот, бидејќи нивното барање е заедничко подготвување на истиот. Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска пак со изјава дека синдикалците се вклучени во самата подготовка на новиот закон за култура. Пред се ние реагираме на тоа што не сме учесници во законот и заради тоа бараме повлекување на законот, затоа што сакаме сепак тој да биде заеднички изготвен, значи заедно со Министерството за култура и синдикатите. Не ни се допаѓа тоа што во претходната нацрт верзија што беше на законот, СКРМ имаше дадено голем број на своји предлози кои беа вградени, интегрирани во тој закон и имаше и учесници од СКРМ кои што учествуваа во изработката на тој закон. Во оваа верзија скоро сите од тие наши предлози се отфрлени. Конкретно исто така, во претходната верзија со сега се баравме како СКРМ да бидат извадени работните места на работените во културата од закон и тие да бидат уредени со колективен договор, онака како што сметаме дека е најисправно да бидат уредени. Бидејќи вака со закон, ние немаме можност да ги ставиме луѓето на оние позиции на кои што сметаме дека припаѓаат. Новиот закон, односно нацрт верзијата на новиот закон за култура е во изработка, што значи не се работи за никаков финален закон. На СКРМ, односно на Синдикатот на културата на Република Македонија, работната верзија им беше испратена на мејл на, ако не се лажам, на 8 ноември. Не, на рокот им е до 8 ноември, да, се извинувам за грешката. На 28 октомври им беше испратен после состанокот, кој што се случи на 14 октомври во мојот кабинет. До 28 ние ги согласувавме забелешките во записникот. Тој записник се потпиша и од страна на Министерството за култура и од страна на представниците на СКРМ. И на 28 октомври нацрт верзијата им беше испратена и од нив прелиминарен рок кој што им беше даден беше 8 ноември. Тоа не значи дека тие не се вклучени во изработката, туку нацрт верзијата прво се изработи во рамките на Министерството за култура со делегирани членови од секоја релевантна институција на барање на директорите. Сега во оваа фаза веќе на ред се да се изјаснат и синдикатите. Што значи дека тоа дека тие не се вклучени навистина не е точно. Имаат своји членови и во нацрт групата за изработка на нов колективен договор, а ги чекам и забелешките за кои што прелиминарен рок им е 8 ноември, но тоа не значи дека доколку се согласат или доколку побараат, не може да се проложи тој рок. Сепак, целта е квалитетен закон, бидејќи претходната верзија на законот за култура беше заглавен во собраниска процедура, ако не се лажам, скоро 2 години, и на состанокот кој што го имавме на 14.10 и самите синдикати ја истакнаа потребата од нов закон за култура, бидејќи стариот закон веќе не одговара на она како се развива културата денес.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!